Само живея. Принцип на Шуман обстојува и одржува Европа до ден денес, а тоа е солидарноста која ние социјалдемократите добро ја познаваме. Токму затоа ние сакаме да ја видиме Македонија што побрзо како дел од ова семејство. Ние сме млади и посветени, сакаме подобар живот, а тоа можат да ни го возможат само стандардите на Европската Унија. 9 мај исто така се обележува и како ден на победата, победата над најголемото зло што некогаш човештвото го просведочило, а тоа е фашизмот, од кој пострадале и многу наши сограѓани битолчани. Сакам сите заедно од ова место да и порачаме на власта во заминување дека искрено се надеваме дека Европскиот роден ден многу скоро ќе го прославуваме како дел од семејството на Европската Унија. За нас како социјалдемократи ова е За нас, како социјалдемократи, ова е првиот ден со кој ќе ја запознаеме големата изборна победа на 5 јуни. Победа за европска еднина Македонија и сите нас. А сега го поканувам да ви се обрати председателот на Социјалдемократската младина на Македонија. Добар ден, Битола, добар ден, Македонија. Утрешниот ден, 9 мај, е ден на Европската Унија. Денот кога нашите пријатели во Европската Унија ги споделуваат заедничките вредности и придобивки. Ден кога се слави напредокот, заедништвото и почитувањето. За жал, ние сите заедно ќе почекаме да видиме дел од тоа големо европско семејство. Јасно е дека одговорноста за недобивање датум за преговори е кај Никола Груевски, зашто Македонија стана заложник на неговата антиевропска политика. Во Македонија денес се напуштени европските вредности. Она што ние силно го вложивме и го создававме како партија, оваа деструктивна власт го уништи. Денес демократијата е доведена до прашање, а наша задача е да го победиме стравот и да зачекориме кон Европа. Денес гледам нова енергија, нова сила. Гледам цврста определба дека младите на Македонија се македонска европска младина со силно изразен европски дух. Токму затоа тука од градот на конзулите праќаме порака дека оваа младина сака европска Македонија и европска Битола. Доста е со празни ветувања. Доста е со проекти без концепција. Нема повеќе простор за манипулации, прочитани се сите сценарија, господине Груевски. Ние младите можеме и знаеме да се носиме со сите европски предизвици. Доколку вие не умеете, како што не умеете, ние ќе ви покажеме и тоа многу брзо. Овие млади ја делат визијата за еднината на својата земја и сакаат да се слушне нивниот глас за посветло утре и подобра иднина. Новите генерации носат нова енергија. Затоа велам дека ова е вистинска победничка генерација. Ова не е било каква. Ова е социјалдемократска младина. Таа се гради и надградува и вложува во својата мисија. Силно сплотена, спремна за победа. Од денес па се до 5 јуни. Вашиот единствен проект се нарекува Победа. Па затоа, ајде сите заедно, сериозно и одговорно да покажеме дека сме подготвени да носиме одлуки за собствената иднина. Немаме време за грешки и немаме време исти да ги поправаме.
Затоа оваа младина не ја прифаќа катастрофалната реалност која ни е наметната и затоа ќе покаже што знае и умее на 5 јуни. Свесни сме дека е време да кажеме збогум на оваа недемократска, ненародна, груба и фамилиарна власт. Ајде да им го скршиме филмот и тоа ВМРО-вскиот филм. Доста беше сликање и смешкање, така не се оди во Европа, господа од власта. На 5 јуни за победа на Социјалдемократскиот сојуз, за Европска Македонија и Европска Битола, да живее Социјалдемократска младина на Македонија. И пријатели, љубители на Битола во Сино и Македонија во ЕУ. Денес Европа слави. Денес Европа и младите во Европа ги слават толеранцијата, обединети околу различностите, борбата против дискриминацијата. А ние се плашиме и се тресиме пред телевизор да не го укинат безвизниот режим. Денеска има една фамилија што ни го открадна нашето право да бидеме блиску до Европа. Секој ден, наместо да го славиме денот поблиску до Европа, ние сме подалеко таму. И затоа, денеска гледам желбата за славење, е заменета со желба за промени, со пркос, со инает, со една енергија овде што ја чувствувам од младите кои што сакаат да ги променат работите. Не сакам да живеам во сонот за Европа. Сакам да живеам во Европска Македонија. А таа Европска Македонија сакам да имплементирате вие, младите. И затоа сакам да ви порачам или да ве замолам. Кога некој од вас ќе биде градоначалник на Битола, дајте им го плоштадот кога ќе го бараат. Без разлика што знаеме дека ќе го извалкаат многу. Кога некој од вас ќе биде директор на градскиот стадион, дајте им го. Знаеме, нема да го наполнат, ама сепак, дајте им го. Кога ќе бидете во парламент, дајте им дебата. Па вие имате сила да ги поразите со аргументите. Па вие сте социјалдемократска младина на Македонија. И затоа, денеска кога цела Европа слави победа на едно зло, може би на некој Македонија му изгледа малечка, ама таа Македонија има задача да порази едно многу поголемо зло. Тоа е моја и ваша задача. Тоа е задача на сите граѓани на Република Македонија што сакат да ја видат Македонија во Европа. Јас не мислам да се пензионирам кога ќе влегуваме во Европа. Мене ми се брза. Верувам, вас повеќе ви се брза. Затоа, наместо само Битола во Сино, ајде на 5 јуни да ја обоеме Македонија во Сино. Го поканувам председателот на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски. Оваква Битола ја сакам. Ова е убавата Битола. Битола насмеана, решителна, горда, одважна. Драги пријатели, има голема символика во тоа што социјалдемократската младина во Битола својот роденден го одбележува и го слави. Токму на денот, поврзан со два многу важни историски настани за целото човештво. Победата над фашизмот и обединувањето на Европа. И од двата тие настана и мора и треба многу нешта да научиме. Да научиме и да запамтиме.
дека слободата е секогаш посилна од тиранијата, дека правдата е секогаш посилна од неправдата, дека доброто секогаш на крајот ќе го победи злото. Да научиме и да запаметиме дека обединувањето на Европа е најважниот историски проект на стариот континент. Дека обединета Европа е гаранција за мир, стабилност, перспектива, економска благодет. Дека Европската Унија е наша стратешка цел, не само кон која што треба да се стремиме, туку цел што е можно поскоро да ја исполниме. Ова се работи, ова се вредности за кои што секогаш треба да се залагаме и за кои секогаш треба да се бориме. За жал, денес во Македонија и повеќе отколку било кога досега, бидејќи токму тие вредности денес се загрозени. Слободата на луѓето, слободата да зборат, гласно да зборат, слободата на медиумите се загрозени. Човековите права се газат, демократијата се гази, економијата е во пустош, сиромаштијата е огромна, секое трето семејство во Македонија живее во сиромаштија. Невработеноста е рекордна. Оваа власт владее со страф, со заплашување, со закани, со притисоци. Драги пријатели, тоа мора да биде запрено. Таа приказна мора да заврши. На 5 јунија имаме можноста, имаме шансата, имаме приликата, таа шанса мора да се искористи. Ви се обраќам на сите вас, членови, поддржувачи, симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз, а пред се на вас, младите. Дајте во овие 4 недели да не се штедиме, да работиме 24 часа на ден, да ја изораме и Битола и цела Македонија, да тропнеме на секоја врата, во секоја куќа, да го посетиме секое село, секоја населба, да разговараме со луѓето, да ги информираме, да ги охрабриме, да ги ослободиме од стравот, да ги мотивираме на петти да излезат на гласачките места. И со гласот на народот, со волјата на народот, да ја запреме оваа погубна политика, да и го покажеме патот на природбата. Нека не даваат плоштади како што вика Јани, нека не даваат бини да направиме, нека не даваат стадиони. Ние победата ич немаме намера да им ја даеме. Таа е наша. Денес на вас, младите, ви го честитам роденденот, на сите нас го честитам денот на Европа, денот на победата на фашизмот, а на 5 јуни, тука пред оваа зграда, ќе ви ја честитам победата во Битола, а вие мене победата во цела Македонија.